Членовите на Советот на јавни обвинители заедно со председателот на Советот Башким Бесими се собраа за да го изберат новиот раководител на основното јавно обвинителство Скопје. Во процесот на гласање Анел Фидовски доби најголема поддршка и на тој начин ја обезбеди раководната позиција. 7 од 11 членови на Советот гласаа за изборот на Фидовски, 2 членови гласаа против, а 2 беа воздржани. Запрашан за изборот и програмата на новиот обвинител, Бесими изјави дека му дале шанса на Фидовски затоа што на интервјуто покажал добри резултати. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. И веќе му дадевме шанса. Во трката беше и досегашниот раководител Гаврил Бубевски, кој се пласираше на второто место со 5 гласа, додека Трајчевска и Андонова добија по 1 глас, а кандидатот Петрески не доби ниту еден. Коментирајќи го својот воздржан глас за кандидатот Бубевски, Бесими појасни дека тоа е вообичаена практика во рамките на Советот, иако не е јасно уредена во постојната законска рамка. Тој додаде дека Советот инсистира ова прашање да се регулира со новиот закон со цел да се избегнат нејаснотии во иднина. Често се гласа воздржан, бидејќи во законот не е прецизирано и ми инсистираме во новиот закон да се прецизира и да се знае да или не. Воздржан е као пракса, не пише на правило. Покрај изборите во Скопје, Советот на јавни обвинители на денешната седница со 10 гласа за го реизбра Бесир Алију за шеф на основното обвинителство во Тетово. Инаку новоизбраниот раководител Анел Фидовски има 11 години работно искуство и е познат по неговата вклученост во неколку кривични предмети од висок јавен интерес. Меѓу најпознатите се истрагата за убиството на Никола Сазовски, член на навивачката група Комити, како и предметот познат како делови за тенкови против поранешниот премиер Владо Бучковски, кој заврши со застарување по преквалификацијата на кривичното дело. Изборот на новиот обвинител доаѓа во турбулентен период за правосудниот систем, проследен со значајни кадровски промени. Овие случувања следуваат по оставката на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски и именувањето на Анита Топаловска и Селовска за вршител на должноста на оваа функција.